Вработени од рек Битола се пожалиле на стомачни тегоби кои е можно да се предизвикани од троење со храна. Половина од вработените во рудникот во Рударско-енергетскиот комбинат денес не се на работа. Обвинија од опозицијската СДСМ во Битола, од каде преку јавно соопштение прашуваат дали е точно дека значителен дел од вработените во рудникот се затруле од храната. Дали покрај негрижата кон комбинатот сега не се води грижа ни за здравјето на вработените? Дали раководството предводено од кадри на ВМРО ДПМН го води рек Битола кон пропаст? Покрај недостигот на суровини, неопходни за нормално функционирање, во текот на вечерта паднал и првиот блок, што дополнително ја влошува состојбата во комбинатот. Дополнително, денес се појавува и алармантен проблем – недостиг на работна сила. Според информации од наши извори, голем број вработени се затруле од оброкот послужен вчера во рудникот на рек Битола. Од рек Битола соопштија дека не станува збор за масовно труење, туку дека првично само 5 лица побарале медицинска помош во Битолската болница, додека дел од останатите вработени со потенцијални тегоби заминале дома без да побараат лекарска помош. Оттаму велат дека не постои можност да се утврди дали засегнатите лица ја консумирале храната, во кое време ја подигнале, ниту пак дали истата била складирана и чувана во соодветни услови, што може да влијае врз нејзиниот квалитет. Според досегашните информации, 4 до 5 лица побарале медицинска помош во болница, додека дел од останатите вработени го напуштиле работното место повикувајќи се на потенцијални тегоби, без при тоа да побараат лекарска помош. Како превентивна мерка и со цел заштита на здравјето на вработените, лицата се упатени на дополнителни прегледи и анализи во клиничката болница Битола, со цел утврдување на нивната здравствена состојба и евентуалните причини за појавените симптоми. Во моментов не може со сигурност да се утврди дали станува збор за труење од храна или за вирусна инфекција, имајќи предвид дека е период кога се зачестени вирусни заболувања. Конечните резултати ќе бидат познати по завршувањето на вонредниот инспекцијски надзор. Со кујната во рек управува хотелот Молика, од комбинатот велат дека во кујната редовно на дневна основа се земаат мостри од храната, со што се следи и се потврдува нејзиниот квалитет и безбедност, и тврдат дека првично во болница се јавиле 5 лица, а потоа во текот на денот лекарска помош побарале уште 30 на работници. Сите се прегледани и соодветно третирани.